Еве сме назад во студиото, како што кажавме, ќе продолжиме да зборуваме на темата околу социјалните мрежи и нивното влијание и како да се заштитиме од лажни вести кои што несомнено ги има многу. На голем дел од нас ни треба едукација за да препознаеме што е вистина, што е лага, посебно кога станува збор за оние кратки видеа од неколку секунди, 90% се од вештачка интелигенција направени, но секој од нас може да биде излажан, и јас сум била излажана. Нема да лажам и да кријам, така што на сите може да ни се случи, но кога станува збор за некое видео што е поврзано, не знам, за некоја шега, забава, музика, можеби не е толку страшно, но кога станува збор за здравјето и те како треба да бидеме предпазливи, доктор Мартина, кажете ни вие како се справувате вие докторите со тие лажни информации, лажни вести, само диагностицирање на пациентите, па ако имаат нешто, не знам, пример на кожата, па со слика, па што е, како е, наместо да отидат кај луѓе кои што цел живот, што се вели, учат за таа професија и да дознаат вистински што им се случува. Секако дека најдуваме со проблем кој што го прави оваа вештачка интелигенција и особено нели тие социјални мрежи во кои што премногу се достапни за народот, за луѓето. Или групи, каде што се пишуваат, прашуваат едни меѓу други. Тоа донесува до поголем, од една страна до поголема посетеност кај докторите, кај една група на пациенти, кој што не можам да кажам дека е добро. Значи сакам да кажам без потребни прегледи ние имаме поголем број се повеќе и повеќе. Меѓутоа тука нели не го гледаме ние проблемот, го гледаме проблемот кога пациентите почнуваат сами да се лекуваат, кога бараат соодветни кога бараат некакви си третмани за да може себе си да си помогнат, а си наштетуваат. Така да често пати се соочуваме со пациенти со напредната болест, особено кога се работи за онколошки пациенти кои што веќе имаат напредната болест, каде што веќе и касно е за да им се помогне. Или можеме да им помогнеме само со таа палијативна грижа, значи можеме само да им го облажиме животот и да им овозможиме да можат уште одреден период нели да го уживаат животот. Така да апелирам како и сите мои колеги дека не треба да се слушаат социјалните мрежи. Особено има една група на суплементи кога постојат реклами, в денешно време и доктори креирани од вештачка интелигенција кои што сугерираат дека некакви суплементи, некакви си чаеви, не знам, таблетки или некаква си храна дека може да помогне во одредени заболувања. Така да ние се бориме со однос на социјалните мрежи во однос на таквата заблуда која што се доведува кај еден пациент. Така да мислам дека треба да се остави на некој кој што добро си ја знае работата. Нели пак ќе напоменам, започнувајќи од матичниот лекар, за било каква промена во организмот која што ќе се почувствува, матичниот лекар е тој кој што соодветно треба да упати кај специјалист и да може да се процени дали е потребен третман и каков третман е потребен. Па имаше во изминатиот период и години наназад и многу доктори кај нас со нивниот лик, дури нивниот глас, така направено, како рекламираат некои таблети, некои чаеви, мислам тоа и не само доктори, туку луѓе од јавноста, Џамбазов имаше со телевизиски лица. Особено кај постарата популација се доведува повеќе до заблуда. А секој болен човек има само една желба и многу е лесно да си помогне, и да си помогне на најлесниот начин, затоа што тоа е најлесниот начин. И секој сака да слушне дека има лек за неговата состојба. Или се манипулира. Има лек, меѓутоа побрз начин. Најбрз начин. Па чај, храна, нешто што еднаш ќе го испиеш и толку. Не е баш така. Дај Боже да можеше нели секоја болест толку лесно да се излечи и да се најде лек, но за жал реалноста е друга. Но она што можеме да го направиме за себе, превенција. Навремени прегледи за се и да има нешто може да се спречи навремено е многу подобро отколку да се дојде предоцна. Веројатно тоа е една од пораките која што и вие ја кажувате на пациентите. Да, значи превенција, кога зборуваме за превенција, зборуваме за одредени заболувања кои што може да се спречат пред да се појават симптомите. Пак ќе спомнам дека кај мажи од 50 годишна возраст неопходно е да се одиде на преглед, да се направи тоа така наречено ПСА или простатичен специфичен маркер кој што еднаш во годината треба да се проверува. Тоа е во склоп на скрининг програмата која што се повеќе и повеќе е застапена и се радувам на тоа што пациентите се повеќе и повеќе ја почитуваат. Пак ќе спомнам дека тие кампањи, Мовембар кампањата се и социјалните медиуми и медиумите, нели телевизиските куќи
кои што сте и вие доста помагаат во однос на таа превенција да биде спроведена на соодветно ниво. Тој само преглед исто на тестиси помагаат за да може навремено да се диагностицира доколку постои некоја промена. И појавата на било каков симптом може да помогне да се болеста превенира и да се понатаму третира што полесно и што посоодветно. Да. Мина само пред да продолжиме со тие прашања, сакам да се надоврзе тука и Јане, кој што верувам има многу што да каже на тема социјални медиуми и како тоа влијае на вашата професија. Вештачката интелигенција не може да ги замени оперските пејачи и балетани, ама не можеме. Во последно време сведоци сме сите дека со вештачка интелигенција може спот да се направи, може песна да се направи, каде што можат, ете, пример, ќе отпееш нешто, па ќе земе фрагмент од твојот глас, па ќе во самата песна ќе се вметне како ти да пееш, односно ти не пееш, пее некој си друг там, мислам некој си друг. Така, да. Генериран звук, така да од една страна помага, од друга страна одмага, поради тоа што нели ние како уметници имаме мотив, некогаш и инспирација која што треба, нели, ете пример, да ја ставиме, нели, на лист хартија или да ја отпееме, а со самата вештачка интелигенција тоа се уништува на некој начин. Значи целата инспирација и на крај крајава викаш зошто па да седам да мислам ќе ставам таму на чат GPT ќе му кажам што сакам, он ќе направи за мене, што е, нели. Ама не е исто. Не е исто, пак викам, ама има, значи, луѓе кои што го користат тој, така да на некој начин не си помагаат, туку си одмагаат себе си, затоа што, нели, не ја користат својата имагинација и, нели, и талент. И талент. И тоа што лежи во нив, тоа музиката е љубов. Музиката е навистина нешто што од себе извира и го пренесуваш на публиката. Тоа не може нешто што е вештачки направено да го преслика. Може моментално да направи нешто, но човечката емоција навистина мислам дека никој не може да замени. Никој не може. И оние кои што се разбираат во музика, тоа добро го знаат. Сега некој кој што нели е само слушател, може би ќе му се допадне, може би не, и може нема да му биде толку страшно, но тие кои што се вистински таленти, мислам дека тешко го прифаќаат тоа. Тешко. Не е фер некако, нели сте работеле цел живот, сте учеле, сте твореле, сте се родиле со тоа. И доаѓа некоја машина да ве замени. Говорам за мене, пример, јас за да направам една песна, пример, ми треба, не знам, 2 недели, 3 недели. Да. А со интелигенцијава ја имате за 2 часа. Какви 2 часа за минута, 2, само ќе можеме да даваш дирекции, дали ова треба. Дури можете и текстот најаки дури додај бубањ, овде намали го басот. Да. Инаку само сакав да се доврзам за социјалните мрежи. Имаше еден филм се викаше Social Dilemma, ми се чини. Го изгледав тој филм и откако го изгледав тој филм јас ги намалив малку социјалните мрежи. Мислам, јас имам се уште Facebook, имав и она рече го Instagram, TikTok и пред други работи, ама ги намалив сите поради тоа што сфатив дека тоа е едно исто, само со друг изглед, каде што едноставно те терат да си зависен од тоа. И јас не сакам да сум дел од тоа, така да имам само Facebook, кој што си го користам исклучиво за комуникација и евентуално некогаш да се најави концерт или нешто така, професионално, значи само. Да. Добро, ние тука вака како јавни личности, водителки, може не те разбираме толку, но во секој случај јас го користам за работа. Во најголемиот дел поврзано е некако. Не мора да значи за сите, но ете некој одбира да го прави тоа како дополнителна работа или во склоп на работата која што сме избрале да работиме. Многу е важно да се знае начинот на кој се користат. И да е умерено. И замислете оние 10 секундни видеа рилови што му прават на мозокот. Значи ние го земаме телефонот за да кратко одмориме кога ќе си дојдеме дома од работа. И сега вртиме рилови несвесно, сме поминале 20 минути. Замислете колку многу информации влегле во нашиот мозок. Да, и каков тип на одмор е тоа на нас, возрастни луѓе, замислете тоа што им се случува на децата. Баш поради тоа има термин што се вика brain rooting, како да го преведеме.
Сега не знам како конкретно оштетување на мозокот, заради тоа што цело време сме изложени на толку голем број на информации, што во истиот момент и сега секој рил е различен во зависност, нели ние веќе живееме во тие бабл, секој во својот алгоритам во зависност што гледаш, што споделуваш со твоите пријатели, и мислам веќе дека сме навлезени во едни матрици, што се повеќе и повеќе ни негативно влијаат и на нашето ментално здравје, нашите допаѓања. И ако се сеќавате на почетокот, не знам кој од вас кога отвори првите профили на Facebook, јас во 2007 бев во Норвешка, тога студирав и беше приказната се продаде дека тоа е social media за да се конектираш со твоите пријатели во странство. Па потоа нели идејата го имаме гледано и филмот дека тоа требаше да помогне за конектирање со луѓе, а тоа што го гледаме денес после скоро 20 години по појавата на Facebook и социјалните мрежи, дека сме разидени, дека сме дезинформирани, поделени по сите основи, дека големите корпорации си најдоа простор како повеќе и повеќе да ни продаваат работи, како да креираат зависности, како да ни кажуваат како треба да живееме. Мислам, замислете тинејџер денес што отвара и следи инфлуенсери, секој од нив кажува што треба да прави, како треба да изгледа, така да доколку они не се соодветно едуцирани дека си доволен сам со себе таков каков што си, ти цело време ќе бидеш само еден консумер, само еден купувач. Така да тоа е тажната страна на не велам дека нема позитивни страни, тоа што социјалните медиуми треба да се препознат и да се користат позитивните. Доста ни олеснува во однос на брзината, ефективноста на нашите работни обврски, на нашите задачи, но темната страна многу малку луѓе говорат. Таа мислам дека потемна е страната од користењето и како што кажав и на почетокот, мислам дека последиците допрва ќе ги согледуваме за кратко, само дали прашањето дали ќе биде прекасно. Баш затоа јас испунав ги намалив тие социјални мрежи. Не дека немам од нив потреба, имам потреба, но се намалени видно. Гледаш да немаш зависност. Точно така. Тоа е сосема во ред. Секој што ќе почувствува таква потреба да направи нешто за себе. Диток сега има, диток со social media се дали да го кажам, викам, ајде да не видам ја, тоа младава време кога генерација. Мислам, цели центри се отвараат сега каде што луѓето, бидејќи ние цело време сме во главите. Не ги користиме другите сенсори, другите англиски. Не го користиме другиот дел од телото, за да играме, да пееме, да спортуваме. Искуство во живо, мислам, луѓето забораваат какво тоа искуство, бидејќи ние само преку тој мал екран, во тие интензивни бои, во тие хукс што се наметнати, изгубени во трендовите, забораваме како е животот во реалниот свет. Затоа ние се викаме гости во студио, тука да се во живо да ги видиме. Во живо каков хук ќе ни дадат овде за гледачите. Едно прашање, вие многу страшни се. Вие сте жешки, да. Да. Доктор, ќе повелете ако сакате таму само на Јане Садчето. Ајде да видиме што остана за мене. Многу страшни прашања, мислам да видиме кој е најхрабар. Бидејќи доктор ќе ви рековте жените се најхрабри, ајде вие. Да го прочитам. Односно похрабри, да. Што знаете денес, а би сакале да сте го знаеле многу порано? Многу филозофски прашања денеска. Да. Ајде додека размислите, може да го слушнеме прашањето на Јане и ваш. Може. Чисто прашањето да ги слушнеме, па вие Која е најголемата заблуда што луѓето ја имаат за вас? Добро, вашето што си мислат за тебе, а не е така. Да. Што би се кажале себе си во една реченица ако се вратите назад 10 години? Леле Билена. Ти ги смислуваше? Да, денеска така да денеска сум филозофски со прашањава. Само да видам, па добро имаме време. Да, ќе морам од се побрзи слип имаме. Да. Јас се заборавив, се зазборев. Ајде, кој сака прв? Добро, ајде, јас кратко во однос на професијата. Денес знам дека навистина сум ја одбрала правата професија и
баш сум задоволна и од начинот на како пациентите се однесуваат према жени уролози. Доколку би го знаела тоа малку порано, можеби не би отишла прво на гинекологија или можеби не би било тоа малку проблем, затоа што ние кога завршуваме факултетот 6 години, после тоа сите млади лекари наидуваат на проблем у која насока да се ориентираат, нели? Така да мислам дека веднаш на веднаш би заминала без размислување. Ева и тоа некако некоја порака за младите доктори кои што се сега на раскрсница, да. Супер, благодариме многу за одговорот. Ајде, пред 10 години сме сега. Пред 10 години сум имал 30 години и тогаш напуштив од Алсатем. Продолжи понатака. Тоа би си кажал од денешна перспектива. Така, значи ако беше 2016-та сега, би се кажал Keep така. walking. На прав пат си. Да. Супер, добро. Јана? Најголемата заблуда? Во принцип не знам што размислуваат луѓето за мене. Немам социјални мрежи, не ме интересира, не Некој читам може ти коментари. кажал некогаш после одредено време, леле, јас на почетокот мислев дека си ваков, а ти си всушност таков, не знам, од тој тип. Да. Во сега случај пример е имало некогаш недоразбирање каде што пример некој мислелете можеби дека сум ваков или сум онаков или можеби дека се правам важен или пак не, или пак дека не сум пристапен. Како и да е, значи јас секогаш сакам да ме запознаваат луѓето по она што како се однесувам јас кон нив, а не она како им кажал некој за мене. Така да не знам, можеби некоја заблуда на недостапност дека не било. Знаеш што сега си размислувам, мене ако бевме обратно и мене ми се паднеше прашањето, ја врска немам што мислам за мене, дали мислам не знам. Генерално дали има нека многу дали има нека многу голема разлика од мислењето кај некој до она што сум вистински јас. Јас сум на терен следната недела една анкета ќе те молам една анкета да направиш. Што мислите за Милена? Ќе ви јавам каде ќе биде. Море студија, море за да го видиме процентот, сигурно ќе има поделени. Дали имаат право или не, можеби не знам, ќе видиме што одговори ќе. Најмалку 100 испитаници. Да, може. Едно десетина, за да можеме да извлечеме нешто. Да има И процент. сигурно од тие 10 секој ќе има различни мислења, 100%. така да Ама тоа не во ред. можеме ние никако да влијаеме Не на тоа можеме. како врз перцепцијата на како тоа луѓето не гледаат. Сега некој секако да. ја креира врз база на тоа како изгледаме преку нашите аватари, што ги креираме преку социјалните медиуми, дали некој преку лично искуство затоа што не познава 20 години како јас и ти што се познаваме и така да. Ама секој во одредена ситуација е некаков, значи секој кога е ненаспан или нервозен е можеби така Друга не варијанта толку на баш. себе си. Сигурно, Кога е секој од нас одморен, има, да. расположен, значи имаме сите повеќе верзии од себе, така што И сите Зависи тие- која ќе ја запознаете. зависи. Значи И и во- добро кој убавата момент веселата искаш? верзија да Да. запознаваме. Јас само таква познавам. Така? Супер. Не си ја Ти благодарам. изнервирал. Не си ми изнервирал дефинитивно. Значи ќе мора на брзинка да одиме сега со сликите, Да, стварно се ако. извинувам, Не, не мислам мора дека таман сите ќе да биде. ги коментирате, значи за таа што сметате може да искоментирате. Ајде ќе одиме со сликите на Илмаз. Прво па потоа со Мартина, па со Јане, како што сме вака по ред. И на крајот Цеца сликите. Да, може со моите да почнеме. Ајде. 3 години Пициката, славевме емисија, дневен дейли магазин во Алсатем и Добар аутфит. ова е Интересно. фотосесијата по повод 3 години на емисијата Пициката. Супер. Еве, од времето, ова беше најавата и поканата за ден спектаклот што го спремавме во 2010-та. За жал, оваа слика буди не толку убави емоции во мене. Асистентката што ми беше што е тука на сликата не е повеќе меѓу нас. Истата година ја загуби битката со ракот, така да и толку многу драга слика, толку убав овековечен момент, но така. Добро, и тоа се случува во животот, убаво е да ги споменуваме луѓето што за жал не се тука, ни значеле нешто во животот, така што баш ми е драго што ни ја испрати оваа фотографија. Ова е сестра ми, мајка ми и внук ми, ако не се лажам, ова е за мојот 33-ти роден дан, тука сме негде на ручек. Супер. Ова е многу таза фотографија од моето последно патување на
IMX Франкфурт во склоп на најголемиот сан за туризам. И од тоа што кажувавме дека личните искуства се многу битни, сите активности што беа во склоп на саамот повикуваа луѓето да учествуваат директно во самите активности на саамот. Баш убаво. Тука сум во Чикаго, за време на мојата трета или четврта посета. Тука не бев преселен, иако 3 месеци живеа во Чикаго во 2023. Како беше во Чикаго? Интересно, но сепак не се пронајдов во тој амерички сон. Мислам дека сум European person, повеќе Европа повеќе ме влеча. Да, прекрасен момент. Но е сигурно преубаво да се види Чикаго. Преубаво, да, дефинитивно. Ова не споменавме дека исто така и трчаш и возиш велосипед. И возам ролери. И ролери возиш? Цело време, кога успеваш се да правиш? Па после работно време или за време на викенд. Колку работите вие до 2? Не до 5. Трча по велосипедот, ролерите на грб. Па јас секој ден на работа одам со велосипед и денеска дојдов тука со велосипед. Ова е Скопје Тетово, иначе која возам. Ова е на Тиркис Карпет за Евровизија 21 со Васил Александар. Да ги поздравам и Александра и Васил, доколку ќе не гледаат сигурно на YouTube. Да, поздрав секако. Убаво беше искуството, верувам, да се разбие таму нешто поразлично. Искуство, ова е 2011 заедно со Туна на фестивал, еден од најголемите фестивали во Косово, во Приштина. Туна тогаш ги собра сите награди. Браво. Ми се допаѓа една незина песна, многу ја слушав, се во моментов не ми тикнува како се викаш, ама после ќе ти ја пуштам после емисија. Договорено, ова е Њујорк. Правев репортажа во 2014 година со успешни наши сограѓани од Македонија, Албанија и Косово. Ова е Елиза Душко, позната албанска актерка, и тука сум натеран како правам репортажа од таму. Милена, може и ние да се поделиме. Да. Репортажи Лондон, Њујорк, ке се јавуваме. Ова е доста умилена фотографија со Оливер Драговиќ. Ми беше чест да биде гостин во мојата емисија Carpe Diem. Едно од интервјуата што нема никогаш да ги заборавам, како негов фан што растав со неговата музика. Најголемиот романтичар од Балканот и на сите времиња, така да ми е многу умилена фотографија. Ова е исто 3 години пицикати од истата фотосесија. Би сакал тука ги поздравам колешките кои сега, освен ова е најавната шпица за Carpe Diem. Интересно. Да, многу интересно, да. Ова е од отварањето на канцелариите, тогаш работев како communication coordinator на проектот Млади Хаб. Во соработка со канцелариите на председателот, за прв пат ја отворивме после долго време, така да исто убав спомен таму. Браво. И од манекенските води. Од инфлуенсерските води. Тогаш само не се викавме инфлуенсери, тука сум ангажиран за еден бренд за одела. Па добро, модел. Како модел. Супер. Ова е заедно со Ване и со Владко Стефановски, ова е Евровизија. Лозановски. Поздрав до Лозана и до Ване. Да. Се извинувам за лапсусот. Не, ништо страшно. Уште не сум доволно разбуден. Ова е единствената слика што имам како бебе од градинка. Многу сладка слика. Да, не се сеќавам, ама многу драга. Ама многу драга фотографија. Да. Сигурно. Супер, баш убави фотографија. Имаше многу, но во интерес на времето се надам дека добри сум одвоила. Сигурно имаше и многу други што треба да се прикажат, но кога ќе ни дојдеш пак ќе ги покажеме и тие. Ајде, докторке, сега вашите да ги видиме. И да искоментираме нешто. Ќе почнеме со работни фотографии. Да, ова е со моите драги специјализанти, значи работилница баш со специјализантите за помладите доктори, кој што ја организирав и воедно имав краток вовед, тука не држам предавање, туку вовед во презентацијата, затоа што тоа ми е втората љубов покрај медицината, организирање настани, затоа сум дел од повеќе здруженија од кои уролошкото здружение, здруженијето за специјализанти.
Така да, многу ми се драги овие настани, затоа сакав да ставам една. Ова е од службено патување во Канада претходната година, во која што бев избрана како представник од Европската асоциација да ги представувам младите уролози, така да ова е таа фотографија малку слободните активности. Ова исто така од Сдруженијето Мовембар кампањата имавме интересни активности, планинарење до водно, во кој што беа вклучени и пациенти, доста посетена, ова е само почетокот. Имавме символични чадорчиња во кои што нели сакавме со бели чадорчиња да означиме поддршката кон машкото здравје. Има капчиња, мустеки и сите тие пропратни елементи кои што го означуваат машкото здравје. И како дел од организација и како учесник баш ми е драго. Ова е од едукација во Страсбур, лапароскопска школа во која што баш ја чувствувам како дел од моето образование многу значања, каде што тука се вежба на мали прасиња, можете интересно, значи од самите почетоци, ова е пред повеќе години, каде што првично вежбаме на прасиња, бидејќи имаат многу слична анатомија како пациенти, а потоа нели да се тоа воспостави на пациенти. Ова е од последниот викенд. Тука со колегата Виктор Станков сме представници од Македонското уролошко здружение на настан од Европската уролошка асоциација во Нордвик, Холандија, каде што ја представуваме Македонија. Сега баш се вратив пред 24 часа од патување, во се уште не сум се оспала. И доста успешно, морам да се пофалам. Супер. Да, ова е во Прилеп, мојот роден град, со мојата посилна половина, можам да кажам. Така да... ова е од одбраната на докторатот, пред самата одбрана, да, и ова е пред месец-два, пред да почнам да дискутирам за мојата докторска теза, така да ме фатил фотографот баш вака. Многу убава фотографија. Ова ми е комисијата, значи академик професор Живко Попов, председател на комисија, професор Оливер Станков, професор доктор Скендер Сеиди, мојот ментор, продеканот Сивен Трпевски, професорот од природно-математичкиот факултет Сашо Панов. Така да баш ми е драга и значања. Ова сум со двајцата председатели, едниот на Македонската асоциација, другиот на Балканската асоциација, организирајќи го последниот конгрес на уролози во 2025 во Струга. Интернационален конгрес, многу сме задоволни од посетеноста, од бројот на предавачи кои што го имаме со интернационална улога, така да особено еден од подрагите настани од кои што навистина сум задоволна. Ова е екипата, тоест представниците од 40 земји, исто од последниот викенд, со начело со председателот со генералниот секретар Штенцел, кој што го значи секоја година се одржува и тука ние ги застапуваме правата на националното здружение и во корист на пациентите ги активираме тие теми кои што треба се малце позамрени или има одредени проблеми во однос на третирањето како уролози. Ова е од Отава од претходната година. Значи доста посетен конгрес со 1000 учесници, така да тоа. Супер. Ви благодариме на вас за фотографиите. Јане? Видиме дали имаше еве, да. Кај тебе беа највеќе како дете? Да. Ова фотографија од мојот прв велосипед како дете, каде што сметав дека треба да ја споделам со вас. Ова е мојот прв велосипед, поради тоа што јас многу сакав да возам велосипед. Сега не возам. Меѓутоа како дете многу возев и ова е мојот прв велосипед Супер. Од 10 за ова сакав само. Да. И па оваа фотографија мислев, значи уште од бебе со инструмент во рака. Да, уште од бебе, значи цела работа било што и додека сум плачал во ритм, така да. Затоа ми е даден кларинетот. Талентот. Ова е тоа што го Еве го мандолинскиот оркестар. Да, ова е мандолинскиот, каде што бев само јас, нели, машко. Јас момчеве и после тоа уште еден дојде и тоа само ние сме во бели мајци. Да се знае. Ова е во Градинка, да, ова е мојата прва стихотворба каде што ја кажувам. Мислам, ова е проба од ова веќе сум како изведувач на детски представа, дека сум улога на Зајко, една од представите кои што ова е нешто што не го кажавме. Кога учев да возам за брод.
Да. Да, мора да си има дозвола. Се шалам, нешто е така, слика. Не, јама стварно се проверува, гледаш? Ова иначе во Краков 2014 Краков или Вроцлав, не сум баш сигурен, таму бев со хор Драган Шуплевски од факултетските денови, каде што го освоивме првото место на европско ниво. Овдека тука и пееш и свириш. Канцони пеам, да, со мандолината, италијански. Супер. Каде што и таа е дел од моите изведби, ова е исто од една сладка, кратка улога, која што се вика Парпиньол од операта Боеми, која што ми е многу драга улога. Ова е мојот прв солистички настап каде што пеам. Браво си, драги фотографии. Ова е од Тајланд, бев во Тајланд 2014 година, каде што на мандолина свирав со италијански оркестар, исто пеев таму, имаше преку нашата опера имаше настап каде што исто пеев Парпиньол дел од Боеми. Одлично. Исто и ова е таму во Тајланд, Банкок е ова. Многу убави фотографии. Ова е од Турандот, каде што го глумам ликот на панк. Исто така, мислам, многу интересно. Ова сум да ме видите мал. Како сум изгледал. Мислам дека ова е во Жена парк, мислам дека се сликана. Да, тоа е таа фотографија. Точно на време, 10:30 мора да се одјавиме. Слушаме музика, па ние продолжуваме понатаму со емисијата. Сакам да ви се заблагодарам и јас и Цеца сигурно. Секако. Прекрасни бевте. Благодариме за поканата. Останавте расположени пред камерите, значи не беше само за камерите. Верувам повторно ќе ни дојдете, ќе има доста поводи и приказни кои што ќе сакате да ни ги раскажете.